Застана во редот и стрпливо почека да го добие своето гласачко левче. Дедо Милан е само еден од 46.389 жители на Велес со право на глас. Има 98 години и за својот глас вели дека е глас за Македонија и незините жители. Ќе можеш ли сам да гласаш? Да ти помогнам ако не можеш. Можеш ли сам? Не. Вели дека со слога се постигнува. Македонија ќе биде поубава и побогата земја ако политичарите помалку меѓу себе се караат. Да поштуват уставни, отно многу пат да се караат за устав. Да носат закони, давен дом, да носат закони, да решават прашања од каков карактер завеси, да носат закони за предпријатија, да отворат работни места. Во својот животен век видел и лошо и арно. Дедо Милан вели, на маката јунак се познава. Со порака и до политичарите. Ако се ангажираат пратениците, власта, другите органи, да донесат такви закони, отворат работни места, да ги запослат, да не бегаат надолу. Дедо Милан своето гласачко право можел да го оствари во домашни услови, но одбил. Вели, на гласачко место ќе одам се додека нозете ме држат. Оти со мојот глас на овој начин и се одолжувам на мајка Македонија.